председателе, поштовани председател на влада, поштовани пратеници. Без да одам на оно што веќе беше кажано, би сакал директно да кажам неколку работи. Прво, сметам дека денес овај чин и овие повлекувања, не би рекол ништо поинаку, на двајцата министри и на директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање се врвно патриотско однесување на тројца врвни функционери во Република Македонија. И токму денешниот ден е сериозна потврда за разликата во односот кон државата кој што го има ВМРО-ДПМН и СДСМ. Од една страна посветеност, одговорност, работа и грижа за националните интереси, од една страна желба за интеграција во НАТО и во Европската Унија, од друга страна деструктивност, монтирање, сечење, лепење на прислушувани, нелегално прислушувани разговори и огромна желба да Република Македонија го изгуби европскиот и евроатлантскиот пат. Додека во овој момент разговараме за министрите Јанкуловски, Јанакиевски и нивните замени господинот Мисајловски и господинот Чавков, господинот Заев во истиот овој момент објавува нелегално стекнати материјали на пресконференција, сакајќи Република Македонија никогаш да не стигне онаму каде што треба да стигне во Европската Унија и во НАТО. Тоа е огромната разлика во однесувањето на нас и на СДСМ. Јас и господјата Јанкуловска и господинот Јанакиевски и господинот Мијалков ги запозна во 2004 година кога бевме опозиција. Тогаш, заедно со председателот Груевски, многу често имавме состаноци во партијата, во едни скромни услови. Во едно време и со господјата Јанкуловска и господинот Јанакиевски делевме заедничка канцеларија и никогаш, ама баш никогаш, председателот Груевски не предложи дека планира да се види со матни типови од разузнавањето, од странските служби и да ги плати и да побара од нив да го прислушуваат Црвенковски, да го прислушуваат Бучковски или министрите во таа влада, за после тоа да го објавиме тоа на пресконференции и така да дојдеме на власт. Напротив, од нас бараше работа да одиме по општинските комитети на ВМРО-ДПМН, да разговараме со членовите, да разговараме со оние кои што не се членови, да им ја објасниме политиката на партијата, да ги поканиме да се приклучат, да ги најдеме најстручните, најчесните и највредните. Ние останувавме со председателот Груевски до доцна во ноќта, не за да преслушуваме разговори, да ги сечеме докаде што ни одговараат, па да ги залепиме на еден друг дел, туку да ја создаваме програмата која што во 2006 година се нарече Преродба во 100 чекори, програма со која што ВМРО-ДПМН победи. Ние останувавме до доцна во вечерта, не за да разговараме како да дискредитираме нечи приватен и професионален живот, туку како да ги најдеме најдобрите кадри кои што ќе ја преродат Македонија. И тоа се случи. И сакам отворено денес да ги прашам граѓаните сите да размислат. Која е програмската алтернатива која што ја нуди СДСМ на ВМРО-ДПМН? Ако утре ги отстапиме овие позиции и ако седнат место нас, што е она што ќе го понудат за Македонија? И која е кадровската алтернатива која што ја нудат за Република Македонија? Дали кадровската алтернатива се 3 или 4 платени луѓе кои што прислушувале во име на тајните служби? Сакам граѓаните да споредат дека ВМРО-ДПМН има програма, а СДСМ нема програма. Да споредат дека ВМРО-ДПМН се бори со корупцијата, а СДСМ ја создаде криминалната приватизација. Да споредат дека Јанкуловска и Мијалков заедно со Чавков и со останатите од Министерството фатија стотици килограми различна дрога, кокаин, хероин, марихуана и така натака. СДСМ од Фрчковски па натака шверцуваше. Да споредат дека Мијалков, Чавков и Јанкуловска се борат и се бореа за граѓаните во Република Македонија да имаат помирен и побезбеден живот. Верушевски во нивно време прислушуваше, правеше притисоци, ликвидираше луѓе кои што не одговараја на системот. Да споредат дека ние го апсивме Бајруш Сеидију, а тие на Иснифарис Джемаили му дадоја милионска оштета која што на крај заврши на суд откриена токму од оваа влада.
да споредат дека во нивно време имаше урбана мафија и нула инвестиции. Во наше време има нови и реновирани аеродроми, автопати, водоводи, канализации, железница. Тоа е јасната разлика помеѓу нас и СДСМ. И на крајот да споредат кој се однесува патриотски, а кој се однесува предавнички кон Република Македонија. Тоа е сериозната, тоа е огромната разлика, тоа е ненадминливата разлика. Тоа е она што никогаш нема да не направи исти со СДСМ. И на крајот нека размислат граѓаните. Дали секој од нив во својот живот кажал и нешто добро и нешто лошо во приватни моменти. И дали доколку тоа се искреира и се измонтира, ќе ја промени сликата која што нивните луѓе, соработници, блиски, пријатели ја знаат. Но на крај вистината победува, ќе победи и овдека и за многу брзо време ќе ја видиме разликата. Клучната, суштинската, огромната разлика помеѓу функционирањето на овие две политички партии и на патриотскиот однос кој што го имаме. Затоа што ова денес е патриотски чин, ова денес е бетонирање на патот на Република Македонија кон НАТО и кон Европската Унија, силен импулс кон обновување на препораката за почеток на преговори со Европската Унија, затоа што ние не сме слуги на грчката политика. Зоран Заев, Верушевски, Радмила Шеќеринска, Стево Пендаровски, повелете, продолжете и со денешната пресконференција и со раздорот кој што сакате да го посеете меѓу народот, да бидете најдобрите грчки играчи во Република Македонија. Ние тоа нема да го дозволиме. Благодарам.